Почитувани гледачи, добра вечер. Време е за уште едно издание на емисијата Со повод, во која што ќе го дадеме отчетот на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев за сработеното во оваа 2020 година. Традиционално ова емисија, овој отчет го снимаме заедно сите колеги новинари од Кавадарци, заедно со градоначалникот, а целта е да се подсетиме на се она што во тековната година е реализирано, меѓутоа да ги најавиме и проектите кои што општина Кавадарци ги има планирано за следната година. Градоначалниче, ќе почнеме со една општа оценка за оваа 2020 година, која што во светско ниво е исклучително тешка година поради корона кризата. Како вие како прв човек на Кавадарци ја оценувате во поглед на работењето на локалната самоуправа? Уште една благодарност за можноста ова трета измината година да дискутираме вака објективно, заедно со вас новинарите, нормално во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Со оглед на вашето прашање во делот на ова 2020, речеме веќе по измината година, и со состојбите кои ќе ги имаме по состојбата на COVID-19 пандемијата, јас лично, заедно со мојот тим, со јавниот сектор, со целокупната администрација и јавните предпријатија, ја оценувам како добра година за општина Кавадарци во делот на изградбата на комунална изградба, инфраструктура и во делот на прилагодувањето на самите наши граѓани по однос на пандемијата. Морам тука да напомнам да кажем дека Кавадарци беше меѓу ретките општини кои што во почетокот на кризата и до ден денеска со најмаксимални сили и средства кои што ги имавме во делот на ресурси, пред човекови средства, се справивме да го заштитиме градот максимално колку што можеме. И сами знаете дека од почетокот на кризата сите јавни институции, вработени во општината и инволвирани фактори беа вклучени во делот на дезинфекција, санитација, дерезитација на самиот град и држевме малтене до пред 2 месеци да немаме заболен човек од COVID-19. Меѓутоа, со оглед на отварањето на општините, на границите, со разлежувањето на луѓето, еве, таа пандемија веќе секаде неприсутна и очигледно е дека мора да го пребродиме овој период кој што е пред нас и очекувам за брзо време да се стави под контрола и пандемијата, меѓутоа и самиот вирус. И тука само би напомнал дека општина Кавадарци или тој еден ден да нема потрошено во делот на справувањето со COVID-19. Односно финансиски средства нема резервирано, нема истрошено. Тоа е благодарение, пак ќе повторам, на доброто менаџирање со бизнис секторот, со јавната администрација и нормално општината како носител на сите дејности да можеме да се справиме со таа ситуација. Дали ова пандемија битно ја наруши вашата програма и план за работа во оваа година? Дали нешто тргнавте настрана за наредната година или пак се одвиваше секако планирате? Во комуналниот дел, во инфраструктурскиот дел нема ништо нарушено, односно само во културните манифестации и во делот на забавниот дел на животот и одбележувањето на манифестациите на општина Кавадарци, како што е Тиквишкиот гроздобер и други манифестации кои што беа традиционално, оваа година ги одбележивме символично, со замена на неколку ситуации каде што имавме отварање на капитални објекти како Винскиот музеј за денот на ослободувањето на Кавадарци, свечената седница, така да мислам дека најдовме соодветен начин да тоа го спрениме, да не биде класична забава и собирање на луѓе, него во однос на протоколите да може да одбележиме и денот, меѓутоа и самиот символ на градот, тоа е Тиквишкиот гроздобер. Дали Митко Јанчев ќе се кандидира за втор мандат и дали себе си во иднина се гледа како вршител на висока државна функција? Со целокупната ситуација на општина Кавадарци, заедно со мојот тим и Советот на општина Кавадарци за 2,5 години успеавме да исполниме целокупната програма која што имав предизборна програма како Митко Јанчев, ми дава за право да размислувам во тој поглед и мојата конечна одлука е дека ќе се кандидирам за втор мандат градоначалник на општина Кавадарци, нормално со нова програма, со нови проекти и идеи кои што ќе бидат благодет за општината.
И вториот дел од прашањето, да речеме Вториот за дел, година 2-3. да, вториот дел на прашањето, ја би сакал да гледам човек од Кавадарци во повисоките структури на државно ниво, доколку би имал таа можност, нормално пак ќе кажам заедно со граѓаните, со луѓето од цела држава, би размислил така да како опција сегаш постои да може да биде. Отчетот 3 години убаво Кавадарци е и во убаво печатено издание, меѓутоа овдека се наоѓаат мощни значајни проекти кои што ја променија сликата на Кавадарци. Тоа е општо печатокот на кавадарчани, меѓутоа следејќи ги социјалните мрежи, тоа е коментари на граѓаните кои доаѓаат од другите градови во Кавадарци. Градоначалниче, да се осврнеме на оние позначајни капитални проекти реализирани оваа година или реализирани во вашиот мандат, а се од огромно значење за Кавадарци. Така, јас би ги искоментирал малку проектите кои што се реализирани во оваа 2020 година, а кои што се од големо значење, така, поголеми проекти да речеме. Еден од тие поголеми проекти е пробивање на Западен булевар и влезот од Дреново, односно од село Воскресје. Тука имаме еден сериозен проект каде што со една инвестиција од 20 милиона денари, после 30 години се направи таа врска меѓу Џоре Брушански, Кавадаречки дол, заедно со Југокомерц, каде што имаме сега едно булеварско решение, едно решение за влез и излез од самиот град, меѓутоа и влез и излез на жителите кои што живеат во таа населба, што прилично како населба е многу веќе голема и во изминатиот период се развива како населба во делот на изградба на индивидуални домувања и куќи кои што оформуваат и млади и повозрасни жители. Тук имавме комплетна изработка на пробивање, атмосферска канализација, канализациона мрежа, водоводна, улично осветлување и асфалтирање. Така да мислам дека после 30 години доби еден добар изглед на градот и од таа страна, меѓутоа и самите жители веќе имаат солиден пристап со нивната населба, Коински дупки, Желковец и тој дел таму што гравитира. Исто така би спомнал улица Шишка, која што беше едно тесно грло за општина Кавадарци од Глишиш па се до Северен булевар, каде што имавме две ленти во една рулирана ситуација. Двете ленти кои што беа постоечки, беа многу оптеварени во делот на тешкиот сообраќај, макар и патничните возила. Според нашите анализи, некаде на дневно основа имаме повеќе од 2000 до 2500 возила кои што транзитираат по таа сообраќајница. По завршувањето нормално на Северен булевар беше во план Шишка улица, која што е веќе во завршна фаза, комплетно пуштена со 3 ленти, безбедно направена со тротоари, со велосипедска патека. Преостарува уште семафорско решение да се реши во делот на преминот на луѓето од една до друга страна да биде безбедно и уличното осветлување кое што во завршна фаза за да осветлиме да биде како Западен булевар, како Северен, едно ниво кое што заслужува Кавадарци да го има. Така да Шишка е со некоја си должина од 1200 метра, воопшто не е мала должината, тука се изработи нова канализациона мрежа, водоводна мрежа и атмосферска канализација која што не постоеше и претежно тие луѓе и фирми и компании кои што гравитираат во тој дел приобилни должови беа мета на поплавување од атмосферски води. Изградбата на велосипедската пешачка патека од делот на спортот и рекреацијата од Ваташа до Моклиште е во завршна фаза. Очекуваме наредните дела официјално да ја пуштиме во употреба. Тоа е еден проект кој што лично пред се мене ме импресионира, затоа што моја беше вака како идеја предизборна да направиме таква една патека од 4,5 км со содржини попратни кои што ги има во една прекрасна природа, во самиот град ја имаме. Ете тоа специјалот и денеска дека се уште официјално не е пуштена патеката, а имаме огромен број на посетители, луѓе кои што рекреираат, кои што возат велосипед, така да не само со изградбата на оваа патека која што е над 40 милиона денари, него можноста за понатамошно доградување и оформување на делот на Моклишкиот дел, Ваташкиот дел и сите попратни елементи кои што ги имаме тука како спомен
споменикот на 12 другари, манастирот Свети Никола кој што ги има од 14-15 век. Горниот дел на Моклишкото езеро имаме можност за проширување многу во делот на туризмот и рекреацијата на луѓето, а пред се имаме чиста еколошка, здрава и безбедна средина каде што луѓето мислам дека буквално уживаат во тој дел. Би го спомнал исто од инфраструктурскиот дел, изградбата на паркинг просторот кај поранешен АН, кој што не беше напуштен, а беше во некоја функција на јавното предпријатие комуналец за делот на хигиена и зеленило. Сега е комплетен паркинг, осветлен, направен паркинг со негде околу 50 на паркинг места, кој што е во централното градско подрачје и мислам дека многу во растарети и самиот сообраќај, а и можноста за паркирање на луѓето. Исто би спомнал дека во делот на градските гробишта изградивме паркинг во новиот дел од градските гробишта со капацитет од 70 паркинг места, тој е бесплатен паркинг во склоп на градските гробишта, каде што и таму кога имаше саботи, недели, празници од посетители, буквално беше неподносливо да се паркира и неподносливо во делот на самите возачи кои што беа нетрпеливи во делот на немање место за паркирање. Скейт паркот кој што лично исто така ме изненади позитивно, еден проект кој што преку швајцарска амбасада го направивме како донација, каде што можам слободно да кажам дека деца и луѓе од регионот блиски од Прилеп, Кавадар, Цириготино, Велес доаѓаат тука на скейтинг, така да мислам дека еден прав погодок за кавадарци за развивање на спортот. Инвестициите во делот на фудбалското игралиште, кој што воопшто не се занемарили, после 40 години имаме комплетна реконструкција на фудбалското игралиште со дренажа, со автоматско наводнување, со нов бусен травник кој што е веќе изведен направен и донацијата што имаме од Фудбалската федерација, изградба на јужна и источна трибина за зголемување на уште 2500 седишта за капацитетот на градскиот стадион. Така да кавадарци веќе таму до пролет ќе добие еден стадион од ниво на прволигаш, од ниво на Фудбалска федерација, така да останам уште нашите играчи да ги поздравиме да ова сезона си ја завршат работава и да влеземе во прва лига, така да 21 имаме комплетни услови и само фудбалскиот клуб, меѓутоа и со самото игралиште. Тука веќе кога сме кај спортот би спомнал дека во село Марина е во тек реконструкција на собликувалната на самото фудбалско игралиште, една инвестиција на општина Кавадарци, каде што ќе имаат соодветни услови и за играње, меѓутоа и за капацитетите на самите потреби на играчите. И во село Сопот исто така комплетна реконструкција на собликувалната во склоп на фудбалското игралиште. Изградбата на фекалната и атмосферната канализација во село Сопот, кога го спомнавме веќе, по проект од 18 милиона, подржан по 321 мерка од Агенцијата за рурален развој и развој на земјоделието. Значи село Сопот е едно село кое што доби модерен подземен катастар и модерна подземна инфраструктура во делот на атмосферска канализација и нова водоводна комплетна линија. Така да село Сопот имаше доста проблеми при обилни дождови и куќи кои што беа исто така поплавувани од самото излевање на атмосферските води, сега веќе тоа е надмината работа, се завршуваат процесите во делот на враќање на пробитно состојба на сообраќајниците и тротоарите. Решен проблем, мислам дека инфраструктурски проект кој што за наредните 40 години им дава можност да се развиваат во тоа село, кој што е приградско село и доста живо село. Би го спомнал изградбата на водоводна, атмосферска и канализациона мрежа, тоа е во Методија Џунов Џикот или населбата Клинска, Калница, комплетниот дел кој што гравитира во делот на, мислам дека тоа е Киро Крстев, месна заедница. Таму имаме многу збиена инфраструктура, изградена индивидуално домување, претежно диво изградено, меѓутоа сега успеавме да направиме атмосферска канализација, водоводна и канализациона мрежа комплетна со 20 милиона инвестиција. Тоа е грант од подзаемот кој што го имавме за реконструкција на градските сообраќајници при Светска банка. Така да тој дел веќе има една инфраструктура која што е од
модерен стил и развој за понатамошно живење и добивање на условите на тие дел во градот. Реконструкцијата до патот до Михаелово исто е добиено преку Бирото за туризам. Михаелово како локација за нас Кавадац има на голема перспективна туристичка можност. Сега со реконструкцијата и проширувањето на патот мислам дека че имаме подобри услови за движење и во втора фаза таму ни се планирани да направиме ски жичара, која што ќе ја планираме, можеби во наредниот мандат да биде, и нормално содржини во делот на спортот, за да нашите деца пред се од основно и средно образование поседуваат и по физичко образование, меѓутоа е рекреативно, меѓутоа и кога се на одмор, да имаат една ски жичаричка од 700 метра да се учат на скијање, пошто знаеме дека спортот е еден од најздравите содржини кои што може да ни бидат при нашето функционирање секојдневно. Асфалтирањето на патот од Страгово до Ладно Долче, тоа беше трета фаза која што комплетно го завршивме. Тука веќе имаме една содржина од Страгово, Ладно Долче, па се до Витачево, комплетно реконструиран пат. Долна Горна Бошева заедно со ЈПДП од 800 метри се асфалтира и тука има таа населба, тука да речеме Бошевијата, можност за поврзување од Бошева до Конопиште комплетно да се асфалтира тој патен правец, за да можеме да имаме една трамезала која што ќе ги врзува тие делови, една убавена природа да ја користат нашите луѓе. До изградбата на кејот на реката Лудамара, ланста година, знаете, го завршивме во село Ваташа. Ова година се отпочна од Брушенскиот мост па до Ваташа и буквално од село Ваташа до Видео Смилевски, че имаме комплетно регулиран, изграден кеј, каде што пак ќе повторам, луѓето може да рекреираат, да возат велосипед, да се одмараат, така да реката веќе не е она напуштена буњиште и средина, него е урбанизирана инфраструктура со комплетна осветленост, регулација и да биде во интерес на граѓаните. До година, здрави живи, планираме да влеземе во инвестиција од Видео Смилевски па до новата болница да го завршиме кејот, каде што мислам дека че имаме уште 1 километар плюс можност за рекреација. Во делот на училиштата, сакам да спомнам дека по завршувањето од големиот капитал на обекти кои што го имавме во Тодор Хаџитефов од спортската сала за потребите на самото училиште, имавме доста реконструкции на училиштата во град Кавадац и Габер школото, реконструкција на кровот, реконструкција на тоалети, на училници и малтене скоро во сите основни средни училишта ги сменивме комплетните осветлувања кои што ги има со LED осветлување, кои што е многу подобро и за учениците, меѓутоа и од еколошки и од карактер економски во делот на заштедата. Реконструкцијата на Шумарското училиште кој што добиде нов лик и надворешен и внатрешен, меѓутоа сега и партерно се уредува. Тука би кажал дека подрачните школи во делот на Марена, Дреново и Бегниште добија централно грејење, сега пуштено веќе во функција на пелети, кое што претходно беше на индивидуално грејење, буквално од времето останато со оние чумбиња. Мислам дека тие дечиња кои што таму сега учат се презадоволни, меѓутоа и од самата средина за учење, пошто знаете, чумби како чумбе секогаш знае да си го направи своето. И тука би спомнал дека за наредната година врегуваат во изградба двете спортски сали кои што се неопходни за двете училишта, а тоа е салата во Стражо Пинџур Кавадарци, кој што договорот е подпишан со Министерството за образование и наука, и спортската сала во село Ваташа, која ќе биде инвестиција на општина Кавадарци. Двете технички документации се спремни, урбанистички се комплетни, финансиски средства се обезбедени, тендерирањето ќе биде во брза фаза и мислам дека ќе го завршиме тоа како што доликува. Во моментот е реконструкција и во гимназијата од 6 милиона денара, сериозна реконструкција на комплетните тоалети кои што ги поседува школото, меѓутоа и доградба на уште 40 тоалети, за да може во едно време, кога ова време ќе се нормализира со ковидот, за да работи во едносменско функционирање средната гимназија која што имаме при општина Кавадарци.
Тука би спомнал во делот на инфраструктурата е како проекти кои ќе завршиме оваа година изградба на колекторот. Значи имаме комплетна до изградување, ланста година во емисија спомнавме дека до година ќе го доградиме, се догради колекторот до после село Марина, останува уште пречистителна станица, така да долго дискутираната и очекувана работа е завршена работа. Сега останува да се одржува и да се изгради пречистителна станица и да имаме едно нормално функционирање во целокупната и приградие, меѓутоа и самиот град на општина Кавадарци. Би спомнал за изградбите на новите детски градинки. Сами знаете, кога го земав мандатот некаден во детските градинки имавме околу 1000 дечиња во просек примено. Сега имаме капацитет за 1600. Значи 60% го зголемивме капацитетот со сопствени средства, со соработка со Министерството за труд и социјална политика и нивна поддршка во делот на опремувањето на самите детски градинки. Ја би ги спомнал новите градинки кои што ги доби општина Кавадарци. Тоа е во село Возаци, тоа е во село Марина. Доградбата во Ваташа, односно Ваташата градинка што ја викаме за уште 4 занимални, доградбата на градинката во Пепето школото со 5 занимални, ми се чини дека беше отварањето на новата градинка која што беше при општата, односно здравствениот дом во Кавадарци и големиот проект кој што го работиме во моментот, изградбата на нова комплетна градинка на улица Ресавска, која што веќе видно се гледа со градењето на подземјето, сега излегува веќе од подрумот нагоре. Тоа е комплетна градинка за 160 деца, така да ќе имаме 1600 плюс 160, и околу 1800 дечиња за згрижување и општина Кавадарци е единствена општина каде што деца не чекаат за прием во делот на градинките за предучилишното образование. Нормално сега со ковидот се ограничени мерките, некои градинки си во изолација и така натаки, меѓутоа доста се инвестираше во тој дел и во делот на дидактички средства и во делот на иновации при самата состојба во градинката, реновирање. И јас би најавил тука и би кажал дека за наредната година планираме во село Дреново да направиме детска градинка при склоп на интернатското функционирање на самото село, така да мислам дека и Дреново има потреба за градинка и Глишич, новото школо кое што беше изградено од претходниот состав на општина Кавадарци, кој што не е во функција, сакаме да го пренаменеме и тоа да биде една детска градинка, каде што ќе имаме диспезирани градинки за да луѓето многу полесно и ефикасно своите дечиња се ги згрижуваат и бидат и поблиско до дома, меѓутоа може да ги земе и повозрасен, баба, дедо, така да не мора да патуваат со километри да го однесе детето во градинка. Тука сакам да спомнам да кажам во делот на детската заштита имаме комплетен проект од 450 евра кој што е во фаза на еволација на одобрување заедно со Министерството за труд и образование, односно за заштита, каде што имаме проект направен во делот на здравствениот дом, надздравствениот дом кој што е празен простор, проект за деца со посебни потреби, еден проект кој што е изготвен по европски светски стандарди за сите дечиња кои што ги имаме во општина Кавадарци, меѓутоа ако има потреба и регионално, ги згрижиме и не само да ги згрижиме и да го минуваат времето во делот на нивното присуство во делот на самата институција, него извлечиме максимум од тие деца со помош на физикални терапии, со помош на средства, со помош на вежби, со, не знам, солени соби, со сите оние модерни ситуации кои што и практики ги практикуваат светски и европски, така че го изградиме тој обект за да може да тие дечиња сепак и ние му дозволиме максималното, меѓутоа и они придонесат во делот на општеството. Би спомнал во делот на изградбата на новата нисконапонска мрежа, која што имавме делумна реконструкција, поголем дел изградба на нова нисконапонска мрежа и замена на постоечки светилки со нови. Тоа е некаде 12 км реконструкција, 6 км нова нисконапонска мрежа и 800 бројни светилки, како бројка се сменија во
централното и прицентралното подрачје на општина Кавадарци. Мислам дека е видно осветлувањето, видна е сега светлината, се спенија доста од оние стари дрвени бандери, се ставија метални столбови, така да со тоа добивме, тоа инвестиција ни околу 50 милиона денари, добивме прво многу по-квалитетно осветлување, второ по-економско осветлување и заштита, меѓутоа и оние населби и улици како Индустријска, Ѓоре Брушански, Дисанска, Краковио Дисанска и други населби каде што воопшто нема улично осветлување, сега имаат комплетно улично осветлување. Не е тука никогаш крајот дојден во делот на осветлувањето, има уште за работа, меѓутоа овој беше така покрупен чекор кој што го направивме за да стигнеме до некое си ниво на осветлување да личи на современ град, да кажеме, така да и доста приградски населби се осветлија. Западен булевар, Северен булевар се осветли, влезот од Росуман, сега Шишкаче комплетно се осветли, меѓутоа и населби како Брушани, Возарци, сега го осветлуваме како село, така да мислам дека таа нисконапонска мрежа е голем благодет за жителите на општина Кавадарци, меѓутоа и тука е најбитниот момент што имаме ние контролирано палење и гасење и контролирано мониторинг на самите светилки. Дали имаме дефект на светилката, дали нема дефект на мрежата, колку светилки не се дефектни, палењето и гасењето ни е астрономски преку GPS систем, да не биде се палат во 4 се гасат во 9, непотребно да светат, така да тоа е еден модерен дел кој што се изгради. Реконструкцијата на градскиот парк после 40 години комплетно се реконструира, планираме до крајот на неделата тоа да го озваричиме како завршена реконструкција. Се направи една модерна подземна инсталација за наводнување и капка систем, и со распрскувачи. Градскиот регионален вински музеј дојде една комплетна содржина, каде што морам да спомнам да кажем покрај ковид мерките и неможноста за организирање на туризмот, имаме на месечно ниво 400 до 500 посетители во самиот музеј. Осветлувањето на градскиот парк дојде до едно ниво каде што е садно вака убаво, има содржини, нови околу 1300 садници ќе се садат, се уште не се довршени. Травната површина се подигна и нормално тука останува комплетно да се одржува понатаки за да може да биде тоа стварно градски парк како што доликува да го има општина Кавадарци. Во моментот во село Марина се отпочна со изградба на пешачки мост. Ја знаете гравитацијата на село Марина, од една до друга страна од селото мора да поминат регионален пат кој што е многу фреквентен, многу ризичен и сега правиме еден пешачки мост за да може луѓето и сите жители беспредно да поминуваат во самото село за да немаат ризик во делот на движењето на тешкиот сообраќај на регионалните патишта. Тоа е вака што би го спомнал и би го кажал во делот на изградбата, во делот на она што треба да го отпочнеме сега декември и јануари, покрај оние спортски сали што ги спомнав, тука е градскиот зелен пазар, каде што минатата недела се видовме со сите наши, ајде да кажеме, соседи кои што ги имаме на градскиот пазар и собственици на имот, се усогласивме. Тендерирањето треба оваа недела веќе да биде во завршна фаза и објавено на сите соодветни медиуми и бирото за јавни набавки, да се избере изведувач и некаде после средина на јануари да се почне со изградбата на зелениот пазар. Тука ќе добиеме комплетно квалитетно паркирање подземно во 2 нивоа со 140 паркинзи, комплетно плато во делот на зелениот пазар со модерни тезги, со хигиена, со вентилација и покриен простор во делот на настрешница, изведено за да имаат некаква заштита тие земјоделци и трговци кои што продаваат на пазарот и нормално селекцијата во делот на продажбата на производите ќе биде на едно ниво кое што пак ќе има некои стандарди по ХАСАП, се прават простори за можност за продажба на млеко, млечни производи, со фриждери, со разгладни витрини, за месо, сувомесните производи, нормално зеленчуко да си биде посебно, овошето посебно и сите сезонски попратни производи кои што се од нашето поднебие тука ги имаме, да може соодветно да и се продаваат, меѓутоа и соодветно да се изложуваат.
Така, изградбата на гасификација сакам исто да потенцирам да кажам дека општината изграде комплетно инфраструктурски проект и основен проект за изградба на гасификацијата, 22 км или 22 метра првишта секундарна мрежа која што имаме планирано да ја изведиме, не е отпочната само од една причина што државата малку касни во делот на централната гасификација. Ризик ни е да отпочнеме, а да не ја ставиме во функција, пошто сепак се работи за гасификација, каде што по изградбата протоколите и барањата се веднаш да се стави под притисок заради безбедност и самата опасност од гасот или самите атести кои што ги поседува целата ситуација. Не го спомнав изградбата на водоворот во Дабниште, каде што малте не околу 100 нови приклучици добија можност за да поседуваат вода за употреба од водоснабдителен систем Лукар, каде што сите тие 100 приклучици денеска имаат 24 часово непрекинуто снабдување на вода и за до година имаме ставено изградба на водоснабдителен систем за населба Брушани и за селото Брушани, меѓутоа и за целокупната населба, каде што има повеќе од наша негде проценка од 700 до 800 корисници за водоснабдување. Така, тоа е голем проект и по толку долго време ќе добијат тие луѓе систем за водоснабдување од нашиот Лукар. Изградбата на водоснабдителен систем ќе оди во 3 фази. Во наредната година ќе првата фаза да изградиме 5 км до самата населба Брушани, втората фаза ќе биде таа примерна и секундарна мрежа кај што треба да ги поврзиме сите корисници во делот на водоснабдувањето. Имаме доста за до година предвидено сообраќајници кои што треба и да ги реконструираме, меѓутоа и да ги изградиме. Тоа е патниот правец до Дреново, делом на до изградба, затоа што последниот километар е малку така тесен и небезбеден. Имаме комплетна изградба на нов патен правец од Хец Тиквеш Браната, кај што му е нели тука самата чуварска служба, па со поврзување со Ресавски пат, 4 метра пат кој што е проектиран, аплициран, одобрен, треба да се изгради и реконструкција на улица Дисанска. Улицата да добие 3 ленти до самиот фудбалски стадион и со можност за тротоар, затоа што е тесно грло тука и во делот на населбата и функционирањето на попратните субјекти кои што ги имаме. Реконструкција на улица Илинденска од кружниот тек па се до самиот центар, заедно со тротоарите од лева и десна страна, од Стара автобуска па до Рома кафе, како бит зона, да ги направиме граници да дојдат комплетно усогласени со претходното реконструкција. Улица Пионерска, Западен булевар од еден до друг кружен тек, од Тиквеш до кружен тек кај Зено, и улица Брајча Ѓуно, мислам дека беше, комплетна реконструкција на самата улица, и Блажо Алексов, улицата, исто морам да спомнам, таа ќе биде комплетно реконструирана заедно со тротоарите, и улица Ресавска. Затоа што сега Ресавска улица доби една таква поголема тежина и оптеретеност и фреквенција, така да малте не имаме уште милион проекти кои што треба да ги избориме, да ги кажеме, меѓутоа да не оптеретуваме многу само со проектите, нели, кои што треба да се изведат и да добиеме она што значи убаво кавадаци, безбедно кавадаци. И не ги спомнав, можеби најкрупни проекти, тоа се 2.200.000 евра веќе во завршна фаза, тендерирањето треба да почне наредна недела, изградба на 8 проекти за атмосферска канализација. Кавадаци знаете дека е слабо со атмосферска канализација, тоа се 8 краци кои што ги офатив ПСО КВФ, Германската банка за развој, заедно со владата на Сојузна Република Германија, комплетен грант и донација, каде што Кавадац ќе добие целокупно офаќање тие 8 краци на атмосферска канализација, и мислам дека тука се подобри многу и безбедност во градот, меѓутоа и самата хигиена која што имаме од најновини дождови, наноси и сите други работи кои што донесуваат за тие атмосферски влијанија во делот на тоа како ситуација. Толку би зборила за проектите покрупни.
Имаме поинмотивни, меѓутоа ќе оставиме нешто, нели, па и за изборната програма да ставиме, да не откриеме. Човек не може да ве сопре с оглед на тоа што да гледаме како се задоволство добрувате за овие проекти. Имаше ли проблеми при решавањето на одредени прашања? Колку пари потрошивте за оваа година, за ова што го зборувавте сега? Значи, буџетот на општина Кавадаци во овие 3 години изминати, со моето доаѓање, е негде на основен буџет околу 500 милиона, од кои што 500 милиона, не зборам за блок дотации, нели, кои што добиваме за времето, 500 милиона оперативен буџет, од прилика околу 300 милиона денари се буџет за комунална инфраструктура и за делот на спорт, образованието, целокупна изградба и функционирање на општина Кавадаци. Ако збориме така, еве не ги спомнав фонтаните, значи фонтана на виното, не спомнав уште многу работи, меѓутоа верувајте се дека не можеме да спомниме, јас сега ќе викам граѓаните тие што треба повеќе да гледат и да пратат и да ни укажуваат на грешките. Проблеми во делот на изведбата немаме некои посебни, затоа што и тимот за менаџирање кој што ги имаме тука, и јавното предпријатие Комуналец, и целокупниот совет имаме една ајде да не кажам како единка, меѓутоа едно комплетно разбирање за тоа што објективноста, транспарентноста и отчетноста и моја и на општината, мислам дека е забележителна, немаме задни намери, немаме скриени ситуации, така да оде во еден добар правец. Меѓутоа и искуството кој што и јас ги имам претходно, меѓутоа и тимот кој што се вклучи од општина Кавадаци, да не кажам се вклучи со 100% посветеност, тргна да работи од мртва точка и урбанизациите, и генералниот план, и деталните планови за урбанизација, меѓутоа и за самото функционирање на општината, мислам дека немаме слаба карика каде што стоиме, нормално услови за подобрување, сега ќе имаме повеќе да може да се вложиме и да стигнеме до повисоко ниво. Сами знаете, централното градско подрачје добине на нов лик со изградбата на сите фасади кои што беа тука во централното подрачје. До година имаме предвидено уште 28 колективни згради, малку не комплетно да ги завршиме сите фасади на општина Кавадаци, во делот на колективното домување на 7 септември, старите згради спротив мерни сничарите ки Страш Пинџер. Горе исто така под Партизан тие згради сакаме, на кај Ваташа, ваташките згради што ги викаме. Горе на влезот од општина Кавадаци, на Кочо Рачин, булевар Македонија. Така да не оставиме фасада рурирана или фасада која што е доликува на еден град. Тука можеби некои граѓани ќе прашаат, вика, зошто само колективните згради ги правите, дајте индивидуалните да ги на некој начин завршиме. Јас морам тоа да го укажем и кажам дека многу тешко да се живее во зграда, поготово со наш ментален склоп и со нашите постоечки закони, каде што сите заедничкиот имот го третираат како ничи имот, мислам дека во заеднички интерес е на целокупната општина да не гледаме такви рурирани објекти во делот на централното подрачје и на самиот лик и на нивото на градот. Тука не е тоа кое што мислиме дека треба да го завршиме. И оние објекти би ги спомнал доле, новиот суд Пионерски и Младински со новата детална урбанизација која што во завршна фаза ќе бидат ставени во функција или оттуџени и еднаш да се ги добијат решен статут на објекти. Имате ли сознание од надлежните служби колкаво е казнувањето против загатувачите на воздухот? Дали можеме да очекуваме поригорозни мерки против оние кои што го загадуваат воздухот и дали општината размислува и некои други идејни решенија за намалување на загадувањето во Кавадаци, со оглед на тоа што нели сите општини се соочуваат со истиот проблем? Општина Кавадаци бутно го следе загадувањето во општина Кавадаци на секојдневна основа 24 часовна. Правиме одредени дронски снимки, правиме одредени испитувања на нашите мерни станици, меѓутоа и мерната станица која што е поддржавна ингеренција. Ние имаме 3 наши мерни станици и една државна. Загадувањето доаѓа 90% во попладневните часови, каде што претежно населението се прибира дома, ги пале огновите и тука укажува дека од затоплувањето не е најголемото загадување.
Нормално можеме да кажем дека оваа година беше тешка година и за откупот на грозјето и многу големи количини на грозје и на шира се оставија дома каде сега тоа се преработува во дестилат или во ракија, печење на ракија. Така да нашите анализи кажуваат дека со гасификацијата на општина Кавадаци е единствена спас за намалување или воопшто да нема загадување не може, него да дојдеме до ниво на некоја нормала. Гасификацијата, како што кажав, ние сме спремни, само мораме да почекаме да државата си го направи она свое централно монтирање на цевката и на гасот. Во делот на она што го спомнавте како казнување и санкции на самите граѓани, ние немаме можност да ги казнуваме граѓаните кога тие се греат на дрвја. Сега, енормното загадување за тоа што 80% се греат на дрвја е тоа кое што во делот кога нема ружја на ветрови, има на некој начин заплат на самите ветрови, доаѓа до тој смог кој што го има во градот. Не е секаде, најмногу и најчесто најголемите загадувања се во оној дел кај школото Гоце Делчев и таа населба целокупна тука. Не викам дека од таму загадувањето, меѓутоа најмногу лежи самото загадување. Пример, покрај речното корито на реката, од страната на кај Клинска, Калница, Паголиото, Глишич, тука веќе малтене и да нема такво загадување. Ваташе исто е многу почисто на кај Страш Пинџер улицата, така да тој дел од градот ќе биде прво офатен со гасификацијата, за да може се намалат загадувањата. Таму ќе ќе наидеме на ситуација да некој употребува материјали за горење што не се дозволиви, како пластика, масло и други работи, се санкционира. Има до сега 3 пријави такви, кои што се подлежат и на и на кривична одговорност и на прекршителна одговорност. Имаме координирани заеднички акции со Министерството за екологија и со Републичкиот регионален инспектор, така да будно ги стелиме работеви и реагираме таму кај што треба соодветно. Ке се вратам јас со прашање околу политиката. Градомжалниче, пред околу 1 месец најавивте дека ќе следат активности за превземање на челната позиција на моментално опозиционата ВМРО ДПМН. Вие сте дел од таа партија. Како менаџирате, каква е соработката со советниците кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН после овие најави? И секако, дали активностите во таа насока ги продолжувате и се надевате ли дека ќе дојде до промена на раководните функции во ВМРО ДПМН? Со оглед на дека да, доаѓаме од таа партија, сум член на таа партија, така и ќе продолжам. Советниците кои што се од ВМРО ДПМН на општински ниво, ние имаме добра соработка, имаме објективна соработка во делот на ингеренциите нивни и мој како градоначалник и нормално како општински комитет Кавадарци сегаш резултатите се видни и ги имаме како и изборни и предизборни, меѓутоа и во делот на ефикасноста. Во делот на преземењето или промената на раководната структура на централно ниво на ВМРО ДПМН, мислам дека е неопходна, затоа што сега престојните избори кои што ги имаме во Штип и општина Пластница ми се чини, ВМРО ДПМН не учествува со своји кандидати. Замислите вие еден град кој што е бастион на ВМРО ДПМН како Штип да не учествува со еден изговор дека тоа е ради пандемијата COVID-19, а од друга страна ги гледаме активностите на ВМРО ДПМН на дневна основа дека COVID-19 не ги спречува во тој дел, така да мислам дека не е оправдана тоа укажување дека тоа е ради COVID-19 и не се одени избори. Како партија која што се стреми да води централна власт и како партија која што е најголема во цела држава, е недозволиво да се нема ставови и недозволиво да не се учествува, поготово на избори или во соработка кога е во прашање државотворноста на самата држава или клучни прашања за регулирање. Да ве прашам, што опстане и политиката да бидам во тон со Ангел.
Какви се вашите коментари на последните случувања на политичката сцена поврзани со наводно бугарското посегнување по нашиот идентитет и именување на историјата? Немам доволно точни информации што точно се случува и што точно се разговара и се преговара. Би било глупо да го коментирам тоа кога стварно не сум инволвиран во тие високи политики, да ги кажеме. Од она што беше укажано и кажано од телевизиите и што го гледаме од една и од друга страна, немам комплетен заклучок за тоа што мислам дека треба човек да има комплетни информации па пред да се да дискутира, меѓутоа може да го кажем мојот личен став дека неприфатливо, недозволиво е да ние како македонци бидеме на било кој поглед понижени или на било кој поглед ја забораваме историјата и кажеме дека таа историја не било така или било на друг начин. За мене прифатливо е да од денеска или од вчера можеме да се подајме рака, да бидеме и браќа, и пријатели, и добрососеди, и заеднички интереси и цели да имаме како комши, пријатели, сроден народ, за да успееме во една ситуација заедничка, да се издигнат двете држави на повисоко ниво, и социјално, и културно, и инфраструктурско. Меѓутоа, во делот на историјата, за мене историјата секогаш е наша воделка која што не направила или не остварила, за да можеме да продолжиме понатака. Така да мислам дека иднината е пред нас и треба да гледаме во иднината, историјата треба да оставиме на историчарите и да си ја почитуваме како таква. Докаде се работите околу ковид модуларната болница во Кавадарци? За брзо ќе биде изградена. Општина Кавадарци си ги зема обврските за изградба на платото, канализационата водоводната мрежа, електроснабдувањето на ковид болницата. Меѓутоа сега општина Кавадарци во овој момент си зема обврска и за централизирање на кислородната станица на самата COVID-19, баш пред мене денеска ми стигна понудата од технички гасови, ова ќе го истераме со приватни цели од приватниот сектор, да таа нова COVID болница со 35 легла биде со централна бафер танк и инсталација на кислородна подршка, за тоа што во идно време кога ќе се нормализира цела ситуација, тоа ќе биде инфективно оделение при општа болница, така да ќе биде од трајна вредност и користење на самата болница. Очекувам некаде за месец дена доколку би се добро, најкасно да биде изградена како ковид модуларна болница во општина Кавадарци. Тука би сугерирал и повикал еве и за општина Неготино, Ростоман и Градско, јас и официјално ќе му се обратам, да не забораваме дека нашата болница е регионална болница. Да не забораваме дека тука се лекуваат сите жители регионално. До сега општина Неготино, Градско и Росман немаат учествувано во овие вакви активности, така да еве добро што им потсетивте денеска да ги потсетаме градоначалниците да се земат некакво учество во делот на изградбата на ковид болницата. Пред нас е подготовката на новиот буџет, ги слушате идеите на граѓаните. Градоначалниче 3 години континуирано се зголемуваше буџетот. Како ќе го димензионирате за 2021 година? Ќе имаме ли повторно поголем буџет за реализација? Малтene ќе биде сличен на буџетот од 2020 година. Буџетот кај нас практиката и праксата која што почнавме да практикуваме од многу големо значење за буџетот да не биде лесна форма и воделка на остварување и прави. Ние преку целата година ги собираме информациите од сите жители на општина Кавадарци, нивните поплаки, околу центарот 13300, преку моја општина, преку нашите служби. Некаде од месец септември и октомври ги прибираме информациите од местните, од урбаните заедници, ги посетуваме. Ова година заради ковид мерките тие не посетија нас во одреден број, по 10 луѓе од местна урбана заедница. Ги се слушавме сите нивни работи, од сето тоа сумирање ние правиме комуналната изградба и културните манифестации целокупно. Така да буџетот произлегува од тука, малте стигнавме до многу помали барења оваа трета година од претходните години кои што ги имавме по урбаните заедници, така да буџетот, основниот буџет на општина Кавадарци ќе биде така околу 500 милиона денари, исто како и 2020 година, која што мислам дека е многу реален буџет и општина Кавадарци мора да брка поголема бројка за поголем развој на самата општина.
Не смееме да се враќаме назад, тоа е моје правило што секогаш треба да одиме понапред и во буџетот, меѓутоа и во самото остварување на приходи и расходи. Очигледно дека правилно ги употребувате средствата на граѓаните, ќе има ли нови издатоци за граѓаните кои постојано се бунат зголемување ќе биде ова и она и така натаму? Дали да очекуваат некои зголемување на такси или одредени давачки? Не. Не, апсолутно до сега ние немаме значи еве ја слободно можам да кажем од овие 3 години работење малтене сме на ниво како и пред 3 години. Тоа е во делот на водоснабдувањето и канализационата инсталација, немаме никакви зголемување и последната одлука на Совет од регулаторна комисија ги прифативме најминималните цени, не покачивме ништо. Домачински се работи јавното претпријатие Комуналец, ова година се очекува до 39 има околу 16 милиона денари добивка, така да едно скоро 300 евра добивка на овакво интензивно работење и функционирање се покажа дека може да се обстане и издржи, сите вика нема да издржи предпријатието, многу се форсира, многу се троши гориво, многу се чисти, се мети и не знам што. Така да еве предпријатието си во топ фирма, топ компанија. Можам само да спомнам тука да кажам дека 5-та мини хидроцентрала е со одобрение, тендерирана ми се чини негде до месец март ќе биде изградена, плюс дополнителни приходи за предпријатието ќе влегуваат, а во делот на даноците, давачките, таксите за самите жители на целокупната општина нема да бидат зголемени ниту по еден поглед. Данокот на имот кој што кога дојдов само го на некој начин направивме едно ажурирање на податоците. Ние имавме 9000 даночни обврзници по данок на имот и излегува дека имаме 13200. И се тие 4000 нови, не се нови, тие биде претходно неажурирани, не ставени во баса. Инаку данокот на имот си е од целокупната вредност на имотот 0,15%, доколку не живеете во тој и просто ако живеете 0,10. Тоа е законот кога потекнува и... Тоа е законот и нито е сменето на ништо. Регионализација направена, проценките се тие, секој има право на приговор да каже за проценката, али до сега мислам дека се усогласивме и даноците. И уште една работа да потенцирам, морам да ја кажем, многу се зборува за данокот на имот, не е за подценување, меѓутоа данокот на имот од физички лица, бруто данок на имот е 21 милион денари. Сега луѓе на 500 милиона буџет ние учествуваме со 5% данок на имот. Значи е занемарлив во однос на целокупната изградба. 20 милиона денари е сега проектот што го правиме на улица Клиненски калница. Така да мислам дека е на многу ниско ниво, тоа е моје мислење, али нема да има никакво покачување или зголемување. Нашето насочување ќе биде во иновативни проекти, како нова мини хидроцентрала, тоа се чисти приходи, со мали инвестиции, фотоволтаици сакаме да поставиме на јавните институции, малтене образованието, здравството, општината, сите други јавни предпријатија и електричната енергија да не ја плачиме, да ја добиваме бесплатно. Со наредните 3 години да исплатиме таа инвестиција. Али сакам да оставиме нешто кое ќе биде нели за наредниот мандат ту програма стајано. Уличното осветлување сакаме да поставиме фотоволтаици на секоја канделабра. Инфраструктурата имаме, канделабрата имаме, кабелот го имаме, бројалото го имаме. Доколку поставиме панели, ние тука ќе добиеме преку ден производство на електрична енергија, а највеќе осветлување ќе дојде бесплатно. Има проекти каде општината да се храни и како да стигне до сопствени средства, нормално да не биде на терет на граѓаните. Тука би кажал дека ние како општина од секое населено место го изфрламе комуналниот отпад. Од Бушовијата, од Мрежичко, од Конопиште, од секое село. Претходно беше пракса во село Сопот да не се фрла џубрето, во село Дреново да не се фрла џубрето. Таму тие луѓе сега 2 пати ми се чини неделно дека го фрламе џубрето и плаќаат некои символични цени со оглед на одлука само на покриен простор. Пошто ако му ставиме и отворен простор, како што имаат сите бавчи и дворови, тоа ќе биде неисплативо за нив. Така да сакам да кажем со ова да потенцирам дека јавното предпријатие во тој поглед апсолутно нема никаква добивка. Напротив има загуба, али јас се држам на тезата дека поштарот и за едно писмо мора да го однесе, меѓутоа ќе има 1000 писма на една адреса, ќе ги однесе тие. Така да се зима бруто билансот и ние сме во добра кондиција. Јавното предпријатие за овие 3 години набави опрема од многу големо значење. Нови скипови
3 нова програма. Значи, ние сме јавно предпријатие за пример. Верувате, големи општини како што се Струмица, Битола, Куманово, јавните предпријатија се за сожалување, немаат опрема, изнемуваат опрема. Ви сами асфалтирате, сами Да. градите. Асфалтираме, реконструкција на јавното предпријатие има кај нас до 15.000 метра од собствени ресурси, со собствени механизации, со собствени луѓе. Кишо ни една пракса такво јавно предпријатие не постои освен дефекти и тие колку ги прават и тоа е тоа. Така да мислам дека јавното предпријатие кај нас е меѓу ретките за пример, каде што е консолидирано и е во едно јавно предпријатие со еден директор. Еве, мината недела имавме некоја дебата отворена за која можноста на намалување на корупција во јавните предпријатија. Ја бев фрапиран во негативна смисла кога дознав дека во општина Струга има 6 јавни предпријатија. Едното на другото продава вода, другото е за канализација, третото е за погребни услуги, четвртото е за хигиена, петото е не знам за шо. Од комунална сфера. Ние имаме едно за се и еден директор. Сега замислите вие на 5 директори да му дадете плата, отиде јавното предпријатие. Така да мислам дека вработените во јавното предпријатие кај нас е на објективна гранка од 270, 280, 260, 290, тука се зависи од сезоната. Општина на наше ниво има по 500, по 600 вработени. Немаме превработеност, луѓето се коректни. Плативе треба таа малку да се потрудиме да ги дигнеме на општите работници за тоа што сепак тие се тие огледалото наше кое што треба да го испочитуваме тој поглед. Кажете ми, докаде работата со вашиот предлог и вашата идеја за изградба на дестилерија во Кавадарци, која што треба да го реши вишокот на грозје во години кога го имаме? Дистилерите проектот и целокупната ситуација имаме разговаране со Министерството за земјоделие, разговаране со Министерството за финансии. Сега мислам дека оваа година имаме преку ИПА програма заедно со Министерството за финансии да се одвоат буџетски средства и да изградиме таа дистилерија. Не е еднородно висока сума, не е висока вредност, а од големо значење и од долгорочно значење за балансирање на вишокот на грозје, меѓутоа и за балансирање на цената на самото грозје. Така да мислам дека не отстапуваме од тоа, тука морам да потенцирам да кажем дека заедно со сите пратеници кои се од општина Кавадарци, тоа се тројца пратеници, еден од ВМРО, 20 Социјалдемократскиот сојуз, на нивната објективност и заложба за таа дестилерија направим. Сите тројца сме се усогласени, јас како началник ќе го застапуваме тоа. Тоа не се 3 стратешки проекти кои што сакаме да ги застапиме. Дестилеријата, заобиколницата од Марена, на Југокомерц, па да се испадне нека Туниште, да го ослободиме централното градско подрачје, Ватоша, Глишич, Марена од тешкиот сообраќај и третиот проект е граничен премен Пуѓевец. Тоа нема да му бе вака, нека биде ова најава дека на владата ќе се закачиме на трепки за тие 3 проекти да може да ги изјаснува општина Кавадарци. Знаеме дека не може да биде се во една година. Приоритет ќе дадеме на дестилеријата, после ќе дадеме приоритет на граничен премен со заобиколницата паралелно, така да нема да отстапиме ни во еден поглед тие стратешки 3 проекти. Колеги, тука предлагам да го заокружиме овој дел од емисијата. Ќе заблагодариме до градоначалникот што одвои време да дадеме отчет за она што е сработено, да одговориме на прашања кои што се интересни за јавноста. Градоначалниче, благодарам. Благодарам ви, одбиле се неубаво, се радам дека и поразум ќе задржите транспарентноста. Благодарам. Наша доблест и наш лик и препознатливост на овој состав од градоначалник и совет и општина како функционира е отчетноста и транспарентноста. Од 86-то место сме на трето, се стремиме да бидеме и на прво, така да во тој дел нема да занемариме никогаш. Отчетноста према граѓаните и према медиумите мораме да ја имаме на максимално ниво. Јас сегаш кога со вас разговарам, макар и со други медиуми, повикувам на секоја една информација, па макар нека е паушална информација, да ја издискутираме, да ја изразговараме од и во делот на такви ситуации каде што имаме уговарања, а се јавни, мислам дека треба да се издискутират и да не оставаат простор за жариште во некој друг поглед. Секоја јавна функција подлежи на ревидирање, притисок, потребен, непотребен, сватлива работа.
Меѓутоа и секоја јавна функција треба да биде контролирана поготово од вас медиумите, поготово од граѓаните, затоа што јавната функција некогаш може да заведе и од друга страна, така да и тој што води јавната функција треба да од време на време биде потсетуван дека треба да се движи у прав правец. Се благодарам уште еднаш на оваа трета емисија што имаме во овие 3 години. Се надевам дека наредната емисија ќе имаме пред кампања да ја завршиме целокупно, па здрави и живи, постоја стеребе кампањата, па граѓаните си го кажат нивното. Ние секогаш ќе ги почитуваме нивните одлуки и го слушаме нивниот глас за да имаат подобар и понормален живот. Кога ќе кажам понормален, мислам во делот на нивната можност за функционирање во општина Каварци. Благодарам.